Добар ден, почитувани гледачи. Периодот на менопауза е период кој што е очекуван за секоја жена, не може да се избегне, но со соодветна терапија, со соодветни правилни совети, секако може да се ублажат симптомите токму во тој период. Она што би се одбрало за секоја жена е да биде оптимален здравствен бенефит за незиното здравје, без тоа при тоа да го наруши незиниот општ здравствен статус. За менопаузата, што треба секоја жена да знае и што да очекува во овој период, кои се симптомите и знаците, дали секогаш и во колкава мера помалку или повеќе се застапени кај секоја жена, кои се ризиците по здравјето по периодот на менопауза кај жената, дали раната менопауза е закана за современата жена, што можеме тука да преземеме, дали со начинот на исхрана, промена на животниот стил и се разбира и соодветна терапија може да се подобри состојбата. За оваа тема денеска разговараме во визита со доктор Снежана Адамовска-Клисаровска, специјалист гинеколог акушер од одделот за асистирана репродукција во клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден, доктор Снежана, и добре ни дојдовте. Добар ден и вам и на сите оние кои што ни ја гледаат емисијата денес. Ви благодарам за поканата. Така. Менопаузата, тема која што верувам ќе го побуди и ќе го привлечеме интересот и вниманието на припадничките на понежниот пол и оние кои што допрва ги очекува ваквото нешто, оние кои веќе се го поминале овој период, на она што треба да внимаваат веќе и по периодот на менопауза. Каква состојба е менопаузата и постои ли некоја возрастна граница кога се очекува да почне таа промена? Видете, менопаузата станува збор за нов период, да речам, ново поглавје во животот на секоја жена, кој што започнува со завршување на репродуктивниот период. Значи, можноста жената да раѓа, менструалните циклуси, значи сопирањето на менструалните циклуси е одлика за периодот на менопауза. Како нема да знаеме точно која е последната менструација? Чекаме една година да помине и ако во таа година жената немала воопшто крварење, зборуваме дека веќе периодот на менопауза настапил. Значи, ретроградно ја одредуваме, бидејќи периодот кој што предходи на последното крварење, сепак ќе се одликува со нерегуларности на крварењето и никогаш не сме убедени дека да, ова е последното и од сега натаму започнува периодот на менопауза. Што се однесува до старосната граница? Зборуваме за еден нормален период, кога ја очекуваме менопаузата, зборуваме за рана, а понекогаш и за касна менопауза. Значи, во една широка рамка на години, би рекле од 45-тата до 55-тата година од животот, дека се очекува да настапи менопаузата. Многу често една просечна старосна година е 50-51 година од старост. Има пациентки кои што имаат среќа да имаат до 55, 56, 57 години, мал процент од тие пациентки. Меѓутоа, посебна категорија на жени се оние кои што доживуваат рана менопауза. Значи, рана менопауза пред 40-тата година од животот, за нас особено важна, затоа што во тој период се уште се е репродуктивниот период кај нормалната, да кажем, женска популација, која што нормално треба да ја доживее менопаузата. И сега може да се случи жената уште пред да ја реализира својата репродуктивна функција, да доживее менопауза. Значи, тоа е така, го нагласувам особено, затоа што е исклучително важно да може да предвреме видиме, предвреме и предочиме на пациентката дека има ризик конкретно кај одредена пациентка за рана менопауза. Значи, реков, пред 40-тата година од животот станува збор за рана менопауза, инаку како старосна година просечно од 50-51 година од животот. И како што велите, помал е процентот, ама што подоцна тоа подобро, бидејќи е до тој период и многу повеќе заштитена жената во поглед на незиното целокупно здравје. Јајникот како парен орган кај жената има две функции. Едната функција е ослободување на јајна клетка со цел истата да биде оплодена и да се случи бремено, значи тоа е репродуктивната функција на жената, а другата е создавањето на хормони. Значи, кога зборуваме за менопауза, и двете функции ги губи. Нема ослободување на јајна клетка, нема овулаторни циклуси, од друга страна нивото на хормоните се намалува, така да жената веќе чувствува симптоми од недостатокот на хормонот естроген, женскиот хормон, значи хормонот естроген ни фали и заради тоа почнуваат да се јавуваат симптомите на менопауза. Така.
кои се симптомите, односно неколку години пред да настапи менопаузата е период на перименопауза, така се нарекува, кога веќе нешто се чувствува како симптом Да. и како промена. Да, треба да започнеме, за да може да ја разбереме одлично менопаузата, треба да започнеме точно од периодот на предменопауза, наречен перименопауза, зборот сам кажува околу менопауза. Ги опфаќа можеби оние 12 месеци кога сме во исчекување дали ќе се случи уште едно крварење или менопаузата веќе настапила. Се смета дека повеќе години, 3-4, некаде дури 5-6 години пред завршеток на менструалните циклуси, започнуваат првите симптоми на перименопауза, значи, односно првите симптоми за недостиг на естрогенот. Флуктуацијата на хормоните ги резултира во појава на симптоми, а исто така и флуктуацијата на менструалниот циклус заради некоректната работа на јајник во тој процес, нели, ако јајникот функционира како биолошки саат, па точно на 28 дена се случува циклус, па точно помеѓу 11 и 14 ден се случува овулација. Сега, во овој период, заради тие флуктуации, заради недостигот, заради исцрпување на оваријалните резерви, во овој период може да се случуваат ретки овулации, да се случуваат ановулаторни циклуси, значи ако жената добива циклус, тој не е резултат на претходен овулаторен процес. Значи во тој месец таа немала овулација и не може ни да очекува да биде бремена. Меѓутоа, ниту пациентката, ниту ние како терапевти, како гинеколози, тоа го знаеме. Кажувам само за една работа на јајникот, која што рано пред менопаузата започнува со една неквалитетна, значи и репродуктивна функција, неможност да се реализира, а исто така и недостиг на хормоните, односно нивни брзи флуктуации кои што се реперкуираат во облик на симптоми, така да симптомите на топли бранови, на ноќно препотување, промени на расположението, главоболка, несоница. Сето тоа се симптоми кои што се резултат на недостигот или флуктуирањето на хормоните и би рекла за перименопаузата исклучително важно промените на менструалниот циклус. Ова е период кога жената се уште менструира. Но реков, циклусот, значи нема да биде оној кој што претходно го знае, затоа што секоја пациентка точно знае на колку денови добивала циклус, каков облик на крварење има, дали трае 5 денови, 7, дали почетокот е оскуден. Тоа се многу карактеристики за секоја жена, може би многу индивидуални, но секоја пациентка одлично го познава својот циклус и сама приметува. Промената најдобро ја забележува самата. Сама приметува дека нешто се случува. Многу често најпрво се скратува менструалниот циклус. Значи, ако бил на 28 денови, кај пациентката се случува крварење на 24, 25 денови. Обликот и обемот на крварење исто така ќе се промени, па многу често вели дека се продолжени или дека се пооскудни. Значи, кога доаѓа кај нас, веќе го опишува циклусот различен од оној кој што го имала претходно. Малку покасно почнуваат каснењата на циклусот. Значи, ако е ова одлика, да кажеме 4-5 години пред менопауза, неколку години пред менопауза може да се случи редовни циклуси, па после тоа на 30 и нешто денови. Па после тоа може да се случи еден месец воопшто не добива, па пак има период на регуларни. Меѓутоа, тоа е факт. Циклусот се менува. Обемот и обликот на крварење исто така, пропратено секогаш со овие други симптоми. Таласите ги спомнавме, на топлина, ноќните препотувања, промени на расположение, несоница и сето тоа треба, односно многу често ја носи до нејзиниот треба на лекар гинеколог. да се оди на гинеколог. Ја носи до нејзиниот Ама и повторно индивидуално, дали многу поизразени, дали помалку изразени, така присутни се овие симптоми, меѓутоа кај секоја жена. Да, многу индивидуално, исто како циклусот. И како ќе го помине значи, тој и период. овие симптоми на перименопауза, ќе кажеме многу слични се и на постменопауза, односно во менопаузата, многу се индивидуални. Зошто индивидуални? Ако за некоја жена неколку топли бранови ништо не значат, ако тие се случуваат многу често, го реметат нејзиното секојдневно живење, не може да функционира, не може да одговори на своите работни обврски, професионални, на домашните потреби, потребите на семејството и на нејзините деца. Така да, тука сме ние,
за евентуално, доколку тегобите се исклучително изразени, помогнеме со некој облик на терапија или барем со советување за начин на живење во овој преоден транзициски период во животот на жената. Така, нели, полесно некако да се ублажат и полесно да се поминат тие симптоми. Присутни се, не можат да се избегнат. Така Не може е да нешто се избегнат, што мора да да. се случи. Да, значи симптоматологијата постои, велам, и во тој предменопаузален период. Слична симптоматологија важи за почетокот на менопауза. Значи, се задржуваат топлите бранови, може би остануваат поинтензивни, ноќните препотувања исто така. Несоницата и состојбата во стрес во кој што живее жената во тој период може да доведат, да кажеме, до покачување и на крвниот притисок. Така да, не само гинеколог, многу често ни треба еден веќе конзилиарен пристап. И тука се и нашите колеги од интерна медицина, значи за еден сеопфатен преглед гинеколошки плюс преглед од страна на кардиолог, доколку имаме и таков тип на тегоби. Во секој случај, кога пациентката доаѓа, процената е наша. Значи, гинекологот прави процена дали и кај која пациентка треба да дадеме терапија, кај која пациентка да советуваме како да живее за полесно да ги пројде тегобите и кај која пациентка може би и алтернативна. Како гинеколози не работиме алтернативната терапија, но постои и се смета дека знае кај некој пациентки и како да помогне и да биде ефектна. Зошто ова го кажувам? Затоа што порано постоеа ставови дека можеме терапија и долго време да даваме. Кога зборувам за терапија, зборувам целно лекување. Целно лекување е ако ви фали хормонот, да го надокнадите. Тоа значи, немаме естроген, треба да го додадеме. Значи, кај жената треба, ако сакаме вистински да ја лекуваме, треба да дадеме хормонска субституциона терапија, која што ќе се состои од хормонот естроген и сега, одма неминовно да го спомнам другиот хормон, прогестеронот, затоа што секоја жена, каде што постои матката, постои ендометриум кој што менструирал во репродуктивниот период. Овој ендометриум, ако го третираме само со естроген, ќе направи задебелување, ќе направи хиперплазија со можност на атипија на клетки, тоа се веќе раните стадиуми на лоша делба, на погрешна делба, кој што може да доведат и до карцином на ендометриум, доколку оставиме така. Значи, прогестеронот е оној кој што опонира на естрогенот и го штити ендометриумот. Кај пациентките кои што имаат матка, секогаш хормонската субституција мора да се состои од давање на естроген и на прогестерон, кој што треба да го направи оној негативниот ефект на естрогенот да го ублажи, да го сведе на минимум. Дојката е исто орган кој што е зависен од хормоните. Затоа мора да мислиме со која пациентка работиме. Дали таа пациентка има фамилиарна историја за карцином на дојка? Дали постои таква предиспозиција? Дали треба да дадеме хормонска субституција? Може би има фамилиарна историја за тромбемболични расстройства, хиперкоагулабилност на крвта. Знаеме одлично дека естрогенот ја зголемува коагулабилноста на крвта. Ако тоа и се случи, значи сме фаворизирале процес, да речеме, на инфаркт, на мозочен инсулт, што како терапевти не треба и не смее да ни се случува. Не велам не за хормонската терапија, далеку од тоа, но велам многу индивидуален пристап кај секоја пациентка со нејзината доброземена анамнеза, со нејзината фамилиарна историја, значи, на минати заболувања, исклучително. Исклучително, за да се договориме дека оваа пациентка е добар кандидат за хормонска субституција и дека можеме кај незе да почнеме со хормонска терапија. Денешните ставови се најниска ефективна доза во најкраток временски период. Тоа значи не да даваме бескрајно долго, да дадеме ниска доза која што сепак ќе и помогне, најниска доза, и да не ја даваме предолго доколку симптомите се ублажат и доколку жената се чувствува подобро, да почекаме некој период дали истите би се вратиле. Или ако се вратат во поблага форма, да не ја повторуваме терапијата. Ова сето не важи за пациентките кои доживеале рана менопауза. Не смееме, значи многу различно е. Нормалниот период на менопауза треба да го прифатиме како еден дел од нашето нормално живење. Да се како велат, почнуваат најубавите години, така, каде да прочитате, најубавите години, да.
со најмногу искуство, Да. сепак во полна здравје. Ако Точно. се грижиме за него, Да. треба да сме околу 50-та година Така. во полна здравје. Меѓутоа, да се вратам на пациентките кои што се со рана менопауза. Тие, ако на 40 или на 35, замислете, пациентката нема хормони во своето тело, од било која причина, може и да поразговараме покасно кои се причини може да бидат за рана менопауза, а кај тие пациентки веќе е тераписки индицирана хормонската субституција за да не дозволиме таа жена да старее пред време. Значи, природниот процес на старење би го доживеала порано, затоа што точно се знае дека рецептори за хормонот естроген нема само нашите генитални органи, туку крвните садови, тука спаѓаат мозочните клетки, исто така, па процесите на деменција се смета дека можат порано да се случат како резултат на недостиг. Ова се важи, пак уште еднаш повторувам, за пациентките кои што имале рана менопауза, да не ги заборавиме косткено-скелетниот систем, остеопорозата е болест на жена во менопауза. Замислете една пациентка која што на 35 години изгубила циклус, веќе по 15 ние зборуваме еве за 50 годишна жена која треба да е во полно здравје и дека природно треба да пројде низ процесот на менопауза. Со 15 години немање на естроген и текако процесот на остеопороза може да биде напреднат кај таквата жена. Веќе многу порано се изложени тие жени на ризикот. И заради тоа здравието од други болести. размислуваме секогаш, значи дека во тераписка смисла на спорот би одела субституционата терапија барем до периодот кога жената нормално треба да доживее менопауза. Значи, тоа е група на пациентки, не е висок тој процент, некаде околу 1% се смета дека се пред 40-тата, околу 5% се измеѓу 40-тата и 45-тата година од животот, што не е така рана, ама сепак е рана менопауза. И за овие пациентки, значи, важи хормонската терапија, сигурно под еден строг надзор на терапевтот кој што ја дава терапијата, реков и претходно, и можеби еден конзилиарен пристап заради потребата од кардиолошки преглед, потребата од косткено-скелетниот систем да биде виден и да соодветно, значи, се назначат оние, реков, минимум ниски дози кои што ќе бидат ефектни за пациентката. Така. Дали една од причините, можеме така да кажеме, и за раната менопауза е овој динамичен, современ начин на живот за кој што го обвинуваме за многу состојби кои многу порано кај секого се појавуваат, ама ајде сега конкретно за раната менопауза. Раната менопауза може би живот во младоста, повеќе реперкусии има на репродуктивната функција. Начинот на кој што живееме не прави сите да се грижиме за кариерата, за економската безбедност, па потоа да одлучиме да формираме семејство. И конкретно некоја пациентка која има предиспозиција да има рана менопауза и тој стресен начин на живење кој што го прошла претходно, не е ни свесна дека стигнала до перименопауза, да кажеме, а воопшто не ни почнала, не ни помислила да ја реализира својата репродуктивна функција. Инаку сигурно во состојбите на стрес и текако различни хормони се лачат во нашиот организам кои што го обструираат ефектот на другите хормони, прават дисбаланси на циклусот и тоа може да има значење, да кажеме, не толку пак реков во оштетување на јајникот, повеќе во репродуктивната функција и неможност да се постигне бременост околу и после 35-тата година од животот. Инаку си постојат, значи, генетски предиспозиции. Ние добро знаеме дека ако добро земеме анамнеза, фамилиарна историја по женска линија во семејството, кога мајката изгубила менструација, кога незината сестра ако има постара, ќе знаеме дали во семејството евентуално постои предиспозиција за рана менопауза. Да не ги заборавиме други генетски предиспозиции, не само губењето, туку болести кои што можат да бидат поврзани со раното губење на менструација и болести кои што во текот на животот сме ги имале. Една циста на јајник може да значи отстранување. Ние сме примале соодветна терапија или нели било преземано на јајник, ако ние сме го отстраниле едниот, сме оставиле точно дека ќе ја компензира работата другиот, ама ако нема доволно резерви, очекуваме порано да загуби менструација, односно порано да влезе во менопауза. Еден добар дел онколошките пациенти, значи карциномите кои што одат на зрачна терапија, на цитостатска терапија,
цитостатиците ги уништуваат сите клетки кои што брзо се множат во организмот. Не само клетките на рак, тука спаѓаат и нашите. Значи, очекувано е загубата на менструација да биде значајно порано, дури одредени цитостатици прават жената кога ќе почнат со терапија и воопшто после тоа и да не добива циклус. Така да, тоа мора да го имаме во предвид кога сакаме да предпоставиме која жена има ризик за рана менопауза. Така, да. Ќе продолжиме со разговора да ги слушнеме и гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете. Добар ден. Ало, добар. Да, ве слушаме во програма, сте веќе вклучена. Да, сакам да прашам. Повелете. Да, сакам да прашам, ако може. Може, секако. Вака, имам 29 години и имам многу обилно крварење. Значи менструација имам. Така, добро, продолжете. Така, дали е нормално, не држе по 7 дена и имам многу јаки болки. На 20. Слободно може и да прашате дополнително, доктор Снежана, ако ви е нешто потребно како информација. Дали сте отишле на гинеколог во последниве 6 месеци? Да, бев и ми рекоа дека тоа било нормално. Се било нормално, нема промени на матката, така? Да, нема. Добро. Слушнете ме. Значи, вие сте исклучително, станува збор за млада пациентка на 29 години, веројатно не сакам ни да очекувам, ни да помислам дека е за темата за која денес разговараме. Меѓутоа, ќе и одговорам на пациентката. Не ретко обилните менструации не се резултат само на гениталниот систем. Ако е матката уредна, ако нема миоми, ако ендометриумот кој што е слој кој што го се исчистува, значи се десквамира во актот на менструација, ако тој ендометриум не е задебелен и не е неправилен, тоа пак гинекологот требал да каже, бидејќи нашата гледачка се јавила на преглед. Ако сето тоа е нормално и нема, да речеме, оваријални цисти, кои што екстра хормонски би биле активни, биле лачеле хормони, може се работи за пореметување на коагулација. Значи, сепак, може би се работи и за некој облик на анемија. Затоа што, знаете, крварењата водат до анемија, ама па самата анемија може да биде сега уште фаворизирачки фактор тие крварења да не може да се смират и да се влошуваат. И тоа оди како еден циркулус вициозус, значи како зачаран круг. Ние треба да ја извадиме пациентката од тој процес. Значи треба да се обидиме да најдеме причина со терапија да ги направиме атрофичен ендометриум, тенок кој што нема да менструира долго и нема да има голема крвозагуба, а во тој период интензивно да надокнадиме препарати на железо, крвната слика да се подобри, така да ја стабилизираме комплетно и после тоа да оставиме процес да видиме дали состојбата ќе се повтори или веќе сме санирале. Ако евентуално нема гинеколошки, значи пак крвна слика, консултација со интернист, со хематолог, да не е некој од облиците на коагулаторни пореметувања. Тоа треба така еден малку по конзилиарен преглед пристап. е направен, ама ако е сега и направен, дополнително, ако е добар, и вака и според вас, нели како совет и препорака, да се направат и други. Да ги види тие анализи, да види каква е состојбата. Затоа што на моите пациентки им кажувам, може впечатокот да вие дека имате обилно крварење. Меѓутоа, ако дојдете со наотот крвна слика уредна, ако серумското железо е во ред, ако немате општа слабост и немате анемија, тогаш вашиот организам го компензира. Едноставно така е тоа. Ете така. А ако тоа и смета, заради пак може и природата на работата, тогаш сепак ќе се даде некаков облик на терапија кој што ќе направи атрофија на ендометриум. Така, добро. Така. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден и за вас, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Вака, имам едно прашање до докторката. Прво да ве поздравам вас и докторката. Ви благодариме. Оперирана сум јас од градата пред 2 години и после тоа кога се прати на испитување испадна дека е од естрогенот. Сега ве молам докторката да ми објасни дали премногу ми лачи естроген или премалку, како може од естрогенот јас да добијам карцином на дојка. Плюс имав и калцификати. Ако може поеќе за тоа да ми објасни, благодарам многу. Ви благодариме, доволно е. Колку години имате? Да, се уште сте на линија, така? Да, тука сум. На Колку која години возраст? имате, кажете ми? 72 сега во август ќе полнам.
Добра. Кога ја изгубивте менструација? Едната града, момент да ви кажам, 91 ми оперира на едната града, сега после толку години ме фати и другава града, Добра. али тоа наводно од естрогенот. Сега ме интересира дали ми лачи повеќе естроген или помалку. На колку години, госпоѓа, изгубивте менструација? Па да ви кажам, тоа, јас сум 46-та родена, тоа негде 94-та година крварев и ми правеа киретаже и од тогаш повеќе не добив мензи. На 50-тина од прилика, така? Па тука негдека 49, да, Така, 48-49. Така, Добра. да. Видете, значи, фактот дека едната дојка пред толку години била исто со карцином на дојка и сега добивате повторна на другата, зборува дека ја поседувате генетската предиспозиција. Не мора да значи дека имате во семејството. Тие мутации, сега да не зборуваме што значи генетика, тие мутации на гени може да се деново, нови во оваа генерација. И кај пациентката навистина да постои одредена предиспозиција за карцином на дојка. Она што вам ви правели испитување е да знаат терапевтите, значи онколозите, кој тип на терапија да го дадат постоперативно, затоа што примарно се прави операцијата. Се отстрануваат во целост или дел од дојка, да не навлегуваме, значи во оперативните техники на дојка, се отстрануваат лимфните јазли во аксиларната регија и во зависност од степенот на проширеност на болест се договараме дали е доволна само операција, дали треба додатна зрачна терапија и додатна адјувантна терапија, да кажеме од цитостатска или антихормонска терапија, антиестрогена. Сега, кај пациентката се правени присуството на естрогени рецептори. Не е естрогенот кај вас во прашање. Вие сте го имале кога сте менструирале и потоа нивото му се симнало на едно базично ниво, бидејќи јајникот веќе не работи. Но она што е направено е за да се знае колку после и која терапија да оди, антиестрогена да кажеме, да се даде доколку тие рецептори се позитивни. Значи, не ви од естрогенот лачењето, туку точно тоа е рецептор за да знаат како да ве лекуваат. И имајте среќа, гледате дека фино сте прошле со едната операција, јас вистински ви посакувам и после оваа операција да си бидете здрави и живи и да си дочекате длабока старост. Така, убаво кажано. Да го слушнеме и следното јавување за денеска. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Добар ден до емисијата и до водителката и до докторката. Ви благодариме. Едно прашање. Ќерка ми е 2 години во брак, а има 37 години. Нема редовна менструација. Уште како девојче, кога почна менструацијата, немаше редовна менструација, а истото тоа и мене ми се случуваше како мајка. Јас кога бев девојче, менструација има 2 пати годишно. Потоа на 3 месеци обавезно, на 4, на 5, дури кога се омажив, ми се случи да имам спонтан абортус 5-месечно бебе, мислејќи дека ја немам менструација, редовна менструација, а тоа сум била бремена. А девојчево има циста на јајник, водна циста на јајник, има и слаби хормони. Хормонот му е слаб на десниот јајник. Цистата му се, водните цисти му пукаат, му се појавуваат. Што е работата со девојчево? Пие некој, оди на гинеколог, пие некој лекарства, оние, не знам. Така, рековте 37 години? Да, има 2 години во брак. И 2 години во брак. Да. Доволно е, доктор Снежана, се това? Да, ви благодариме и еве, слушнете ги советите и препораки. Веднаш. Да. Значи, пациентка која што стапила во брак после 35 години, оваа наша пациентка, оваа наша гледачка, зборува за пациентка која што е 2 години во брак, која што не е останала бремена и има сега 37 години. После 35-та година, дури советуваме и 6 месеци ако не останува трудна, се обидува интензивно, да се јави за преглед. Верувам дека отишле на преглед после 2 години обидување, меѓутоа матичните гинеколози треба само да ги преупатат во центрите за репродуктивна медицина. Не е доволно само еден класичен гинеколошки преглед. На класичниот гинеколошки преглед предпоставувам дека е видено дека јајниците имаат некакви цисти, дека
анамнезата се и тоа што зборува го за нерегуларен спомна, да. циклус, може би станува збор за полицистичен овариален синдром, пошто и мајката имала нерегуларни менструации. Меѓутоа, за тоа да го додиагностицираме, треба да се обрати, значи базичните исследувања за неплодност мора да се сработат. На 37 години треба и после, велам, после 6 месеци или барем после првата година од неможност да остане бремена, да се направат испитувањата. И потоа аудитерапијата. Не даваме терапија без комплетно едно првично исследување на брачна неплодност, а потоа и за реметењето на циклус. Сега, првично, идејата е пациентката да остане трудна, таа сака да си ја реализира репродуктивната функција, но мора да видиме зашто се тие каснења на циклус, како изгледа матката, дали таа матка прави хиперплазии, задебелување на ендометриум заради долгите каснења. Значи, тоа е и да превенираме одредени болести, не само да реализираме репродуктивна функција. Така да, најтопло советувам во било кој, во најблизок оддел за репродуктивна медицина, да се обратат како пар, не како пациент, значи тие веќе се пар, брачен пар, ќе се почне и да се направат потребните исследувања. Така, да. Уште не цели 5 минути до крајот на денешната емисија, повторно времето многу брзо ни помина. Хајде само накратко да споменеме, го зголемува ризикот веќе периодот на менопауза кај жената за проблеми со здравието во поглед на кардиоваскуларни заболувања, остеопорозата ја споменавте. Ризикот од карцином на дојка, на матката, на јајниците, колку да внимава жената, на што да внимаваат, бидејќи велиме многу работи има кои што треба жената да ги знае за периодот пред менопаузата и за самата, но и после тој период е многу важен. Едно големо но. Затоа што, да, видете, природниот процес нема, никој од нас не може да испека од природниот процес на старење. Може би, менопаузата и губитокот на менструалниот циклус и завршувањето на репродуктивната функција е влез во еден втор период на животот на жената, кога не само недостигот од хормоните, туку и општата состојба на здравието може од различни аспекти да се влошува. Затоа, од една страна, естрогенот кој што не штител додека функционира јајникот, и спомнав малку претходно дека и крвните садови поседуваат рецептори за естроген, мозокот, коскеното ткиво поседува, па на некој начин сме, например, заштитени од инфаркти. Вие ретко ќе чуете жена која менструира дека има инфаркт, за разлика од мажите на иста возраст. Меѓутоа, кога ќе престанеме да менструираме, и во следните 5 до 10 години, и како тој процент се изедначува. Веќе тука како да се изедначуваме. Тоа е точно заради таа заштитна функција на естрадиолот. Атеросклерозата како процес започнува многу поинтензивно кај жената во менопаузалниот период. Од тоа се покачуваат мастите во крвта, покачување на крвниот притисок се јавува, одредени состојби, лесно се поправаме, значи добиваме на тежина. Метаболните нарушувања, функцијата на тироидната жлезда исто така може да се изремети. Значи, еве повеќе аспекти, остеопорозата намерно, пошто малку покасно очекуваме да се јави, меѓутоа заради овие работи, гинеколошките прегледи ќе продолжат. Значи, зборувам, со периодот на менопауза не завршува комуникацијата со гинекологот и прегледот на гинеколог. Погледот на јајчниците, дека навистина се мали, дека престанали да функционираат. Матката, дека е малечка и дека тој ендометриум кој што претходно менструирал, сега треба да го видиме како тенка линија, затоа што ако го видиме за дебелување, може и некој од облиците на лоши болести, ендометриалниот карцином да биде во прашање. Предиспонирана група се гојазните жени, диабетот. Значи, мора и тоа да го имаме во предвид. Кои други пропратни болести ги има жената, за да си ја нашата пациентка сврстиме во ризична група за одредено заболување. Значи, од таа причина, гинекологот си ја познава состојбата на постменопауза и затоа добро е комуникацијата да продолжи, општите прегледи да се прават, но во секој случај многу значаен дел ќе бидат и прегледите од другите дејности. Остеопорозата денес барем постојат и дензитометри на коскеното ткиво, значи да се види густината на коската, да се превенира со давање на одредена терапија, да ја задржиме жената активна, да ја советуваме како најдобро и најбезбедно да го помине овој период. И овој период трае до длабока старост. Значи,
треба еден нов режим на живење кој што ќе ја овозможи лесно и добро да ги поднесува и другите хронични работи или болести пропратни. Така, не велиме тие промени само конкретно за ова, туку ќе бидат добри за... Значи, ако јас велам дека метаболните нарушувања се присутни и ако очекуваме дека треба да се поправиме во тежина, да се големиме, а тоа не е добро воопшто за организмот, значи треба да ја обучиме како физички да биде активна. Колку физички да биде активна, кој тип на храна да го внесува за да и калорискиот внес да го намали, ако метаболизмот е поспор, значи ние помалку треба да внесуваме за да ја одржиме телесната тежина. Сето ова би биле совети како полесно да проидуваме, значи со здравиот начин на живење и на исхрана и на физичка активност и пропратна терапија доколку е потребна, да може лесно и да се доживее како што и посакавме на нашата гледачка да се доживее длабока старост. Така. Барем во денешно време има многу можности да не оставаме менопаузата да ја поминуваме на потежок начин, можеме на многу поедноставен и многу полесен начин да го поминеме сето тоа. И многу сме поинформирани и поедуцирани во тој поглед, нели и можностите ни се многу големи. Постои не само во нашите ординации, значи со и во пишуваните медиуми, интернетот ни е тука постојано, значи така да навистина информации имаме од сите страни, само треба правилните информации да ги искористиме и да го примениме на вистинското заеднички. Да. Ви благодарам што ни бевте на визита. Ви благодарам за поканата.